Некогаш, пред 2-3 децении, во ова село зад секој ќош имало кафеани, 7-8 и сите со жива музика. Музикантите, не музичарите, биле главни. Се пиело, пеело, имало пари, многу пари. Велат, од Јосифово ке тргнеш со камионче, ке си дојдеш со авионче. Од една сезона со Зеленчук се правеле куќи карабина, следната и фасадирана. Сега, велат, многу стока, малку пари. Тогаш, малку стока, многу пари. Јосифово, во срцето на Валандовското поле, на половина пат од Удово до Валандово. Интересно е името. Од каде, по што? Јосифово е село кое има 3 имиња. Значи, после Првата светска војна, кога се населуваат србите во Македонија, се населуваат во турско село Калуцково. Во Калуцково живеат, меѓутоа, бидејќи земјата им беше подалеку, почна да си прават куќи пониско доле и беше селото не беше урбанизирано. Меѓутоа, со случката, значи земјотрес на 8 март 1931 година, кога го зафати овој крај Валандовско, Гевгелиско, Струмичко, на 10 март во посета на населението доаѓа крај Александар од Скопје и ги поминува сите овие населби и после тоа се наредува, значи, да се изврши урбанизација. Значи, Јосифово е населба која има урбанистички план, уште од 1931 година, улици широки 18 метра, плаците се сите со 2000 квадрата. Како што гледате, значи, во центар е училиште, црква, игралиште и омладински дом. Со доаѓањето на бугарите го менат името во Крумово, по бугарскиот хан Крум. Тоа бива се до 44-та со капитулацијата, после тоа повторно се враќа името Караѓорđevac, меѓутоа новите власти го заменуваат името во Јосифово во чест на Јосиф Јосифовски свештарот. И од, 46-7 го носи името Јосифово. Јосифово беше за време Југославија во мало. Така да живеа овде срби, македонци и други. А до 41 во Јосифово или тогашен Караѓорđevac беше 100% српско население. Добро, после толку време, си живеете сложно? Па, виде да ви кажам, покажува дека сите живееме сложно, што еден мој добар пријател, покојни Бајлозов, рече, вика, нас србите, македонците не може да не разделе никој, затоа што сме побркани. Така е со името. Рековме урбано големо село. Многу инфраструктурни работи решени. Јосифово е една од поголемите населби во општина Валандово, брои некаде околу 1600 жители. Овдека, значи, кај што се наоѓаме денес, и имаме уште една горна мала Јосифово, што ја викаме, таму живеат околу 150-200 жители. Значи, се вкупно околу 1600-1650 жители. Домакинства? Домакинства некаде околу 450 домакинства. Јосифово е една од, би рекол, најурбаните населби во општина Валандово, со изградена комплетна комунална инфраструктура, би рекол. Значи, Јосифово има водоводен систем стар скоро 40 години, тековно се одржува, се реновира. Јосифово има изградено канализационен систем некаде од 96 година. Со него стопанисува, се разбира, јавното предпријатие. Во Јосифово е оведена јавна чистота. Јосифово има, би рекол, во 90% изградено асфалтирани улици. Јосифово сега во новиот детален урбанистички план, што е во фаза на изготвување, се планира проширување на градежниот капацитет на самото село, така да се планират негде околу 100 плацови да се стават во продажба, некаде се очекува сега пролет, ако биде деталниот план. Има заинтересирано граѓани, лица, млади луѓе што сакат да градат куќи, така да тоа е во фаза на изготвување и очекуваме во најкраток може рок и тоа да го решиме. Голем дел од граѓаните, би рекол, можеби едно од највработените населби во општина Валандово. Луѓето имаат работа има неколку фабрики во село Јосифово, земјоделие. Ова мало стопанство, не знам дали го имате снимено, значи дуќани, фризерски салони, кафетерии, таверни.
Тоа е убаво, ама имате и друго, аптеки за луѓе, аптеки, поликлиники, така? Да, Јосифово веќе 4-5 години имаме приватен здравствен дом, значи поликлиника која во неа се обаваат, би рекол, тоа примарно здравство како ние го нарекуваме, значи со лабораторија за крв, ехо, ЕКГ. Нема потреба да се оди. Нема потреба да се оди во Ландо со своја аптека, свое училиште, основно училиште кое е подрачно основно училиште, кое го покрива и село Удово, детска градинка, која исто би рекол во фаза на проширување, некако последните години ни се зголемува бројот на дечињата. Ќе помислите дека земјоделието е главно тука. Но барабар со него, како што се вели по турски, е и бизнис заедницата. Многу фирми, фирмички, сите работат успешно или речи се успешно. Но оваа дојде дури од Швајцарија. Дојде и се истопори токму во Јосифово. Предприемчива некоја господја оваа. Да, оваа. Моментално сте во Еврогрил Јосифово, компанија која што веќе екзистира 8 години во Македонија, инаку фирма преселена од Швајцарија. Произведуваме производи за водвор, скари, чешми, све од бетон, огради, жардинери, така. Суровина исклучиво од Македонија, 99%, значи материјалите, прилеп, струмица, штип, цела Македонија, кај што има материјали. Тоа е кршен мермер, варовник, песок, значи све од природата што дава. Има квалитетни, и тоа доста квалитетни, посебно ќе го спомнам мермерен комбинат Прилеп, има доста квалитетен материјал што на западот е ценет материјал. Извозот оди добро и поради таа причина и дојдовме во Македонија да работиме. Инаку Македонија работиме исто, не е толку лошо, али 95 со 15, да, 95% имаме извоз. Швајцарија, Германија нешто, Србија, Косово. Ако индустријска зона, ама Јосифово од секогаш живеело од земјоделието. Тука постојано се паркираа по десетина шлепери. Сите се товареа со зеленчук, ама зелката на овие простори како да е главен адут. Дал Господ само тука па до Миравци во Гевгелиско да успева зимската, кога ја нема на други места. Ова е Стилион. Стилион сорта зимска. Добро раѓа. Добро. Слаба е, годината не е родна. Килајšte е малку. А цената? Цената? Цената ваа година може да кажеме е добра. Спрема килајшта, земјоделието е тоа. Какви не зимски сорти? Ги знаат напамет, а ги знаат и откупните цени. Берба и убава гледка. Јас имам околу 3 хектара посадено со зелка. Ова е све твоја? Да, да. Оваа година климатските услови се добри, сега за сега. Како ќе продолже, времето ќе ни каже. Што сорта е? Ова е сорта Рентон, најзастапена моментално кај нас. Има и други сорти, али оваа ни е најзастапена. Пласман има нешто извоз. Романија, Русија, Босна. Прекупците тоа, трговците наши, они се знаат. Па моментално како се движи, значи со хемиските препарати, со ѓубривата, негде од 25 до 30 центи е рентабилна цена за земјоделиците. Колку може да стои на нива? Па ова е на нива, значи негде вкупно од дома изнесена од расед околу 9 месеци. До крајот на март тука значи не може повеќе. Температурата се зголемува и не може, тоа е неотворено. Јас имам моја земја 1 хектар и другото е под закуп. Па околу 2 хектара под закуп работа. Освен зелка друго? После зелката садиме бостан и тоа е. Пченка, тоа е искоренето тука. Нема веќе како што се силаше.
Значи, кој сака да работи, може од земјоделие малку барем рентабилно да се живее во Јосифово. Ќе заборавевме. Јосифово има прекрасно училиште и полно е со деца. Радосни родители, радосни учители. А има и детска градинка. Што мислите? Во ист двор. Во Јосифово основното училиште постои уште пред Втората светска војна, но како 4-годишно основно училиште. Се до 1963 година, кога преминува во полно 8-годишно училиште и го добива името Страшо Пинџур по народниот херој од Ваташа. Нашето училиште порано работело во старата зграда од 1963 се до 1986-87, кога е направена ова нова зграда на училиштето. Ова основно училиште е централно училиште, во кое што со него има уште, во него работат уште и 4 подрачни училишта во село Удово, потоа во село Марвинци, Грчиште и село Калково. Моментално има 304 ученика и има вработено од 46 вработени, од кои што 32 се наставен кадар и педагошка служба, а додека другите се технички персонал. Јас сум горд на сите ученици во нашето училиште, исто така сум горд на наставниците, на педагошката служба и на родителите. Мандолинскиот оркестар на училиштето има освоено прво место на државно ниво во Република Македонија. Не го давате првото место? Не го даваме, се надеваме дека во иднина ќе го добиеме и на меѓународен надпревар ќе учествува нашето училиште и ќе добие прво место на меѓународен надпревар. Има право да се гордее директорот. Не е мала работа да се биде прв во државата. Едно Јосифово, наспроти Скопје, Битола, Охрид, Велес, Штип, полни со ресурси и традиција. На оваа баба и се позлатило. Не сака ништо повеќе, само да се здрави и живи. Другото ќе си го направат самите, вели баба Злата. Ќе си го оправат патот. А ти како се викаш? Злата? Чија? Костадинова. Мажо ми Петко. И со кого живеете тука? Со мажо ми живеам. И тај помалиот син. А они са горе. Ристо. Ристо, со жена му и детство. Колку внуци имаш? Та тие трички са. Тие са. Благодетли е да си има 3 внука. 3 момичките и машките двете. А кој највеќе ги сакаш? Сакам и сите. Внучинта са најмили. Најмили са внучинта. Сега мора некој да го сакаш повеќе. Сакам и сите. Сите са мили внучинта. Сите. На секој са мили. Не само на мене, на секој. На секоја баба посакаш да има бар 3 внука, а? Аха. Нека имат и повеќе, бе. Нека имат и повеќе. Нека им дава Господ деца. И да придава. И да... А? Така, така. Да се живи и здрави. Амин. И ние, и вие сите да сме живи и здрави. И повеќе деца да има. И повеќе. Нека имат, нека раѓат. Како одно време раѓа? Многу деца и сега нека раѓат. Така е, ќе си го оправат патот. Затоа, довидување од некое друго убаво село во Македонија.